Се повеќе бракови завршуваат со развод, а се помалку млади се одлучуваат за брак. Дали модерното време го потисна идеалот за трајната љубов? Во Штип по старите бракот го гледаат како света работа, нешто што не се раскинува лесно, а сепак се гради со години, со многу трпение, компромиси и посветеност. На терен тие велат дека вистинскиот брак се мери по тоа колку двајца луѓе се подготвени да останат заедно, дури и кога е тешко. Но од друга страна младите живеат пак во побрз живот, полн со очекувања и промени. За нив бракот е партнерство што треба да функционира, но доколку нема разбирање, комуникација и лична слобода, не гледаат причини да останат во него. Како бе разведување? Тоа беше, се чува жената, тоа знаеш што значи брак. Земеш да викуваш со неа, а не разведување, сега ги зимат за проба. Денес? Денеска не се знае ништо, ама сите командат, сега добија исто право. И мажи и жени, и кој сака така прави. Тоа што се е изместено уопште, мислам, и кај нас и секаде, повеќе се оде на пари, а слогата, духовното, тоа љубовта е така што треба, некако, како да се избегнува. Кој јадат кисели пиперки или кој се викаше, децата трпнати забите. Значи, они страдат. Затоа треба родителите прво да се у добра хармонија, у слога, у се и децата растат. Причините за развод според граѓаните се многу, а меѓу главните си финансиите и секојдневните недоразбирања. Причините се многу те пари. И кај жената и кај мажот домаќинство и не знаат што да прават, се разведуваат. А не, ретко живеат со свекрви. Многу ретко. Ретко, тие што живеат, тие се послагат. А иначе тие што далечени, тоа е што да го демократија. Стандардо, невработеноста и почнат, нема пари, ајде почнат кавги ваму таму. И младите не трпат денеска, знаеш. Понатаму оно што останува како прашање дали времињата се сменети или само трпението станало поретко и дали во иднина бракот ќе се зацврсти и ќе биде како некогаш или ќе остане светот само за партнерска врска без брак.